како што веќе најавив, гостин во топ тема на ваша страна е Никола Тодоров. Ви благодарам што сте вечерва со нас во топ тема на ваша страна. Благодарам на поканата. Добро вечер. Што сте гостин. Јас и во најавата кажав неколку поенти и вашиот став што го кажавте на дебатата која беше неодамна, дебатираме за НАТО. Дури го поставив прашањето зошто решивте да излезете од сенката бидејќи не сте политички активен подолго време и сте адвокат. Можев да слободно да најавам дека сте Никола Тодоров, адвокатот и поранишниот функционер. Во најавата кажавте дека сте за НАТО и Европската Унија, против договорот со Грција. И веднаш потоа, како катапулт да изфрливте, отидоа неколку вести и неколку портали кои објавија, вие потоа нарековте лажна вест, дека сте кажале дека сте за договорот. Она за што се сложија потоа сите беше единственото точно, дека кажавте дека ќе излезете да гласате на референдумот. Што всушност кажавте и можете ли да ни го разјасните вашиот став кој вели за НАТО и ЕУ, а против договорот со Грција? Да. Неколку прашања се, ќе почнам од клучното, односно од мојот став, кој што јасно го кажав на таа дебата, а тоа е дека јас ќе гласам на овој референдум и тоа ќе гласам за ЕУ и НАТО, а против договорот. Потоа кажав и обратно, ќе гласам против договорот, а за ЕУ и НАТО, за да бидам јасен. Некој ќе рече такво прашање не постои, јас ќе речам има, сам ќе си го напишам и сам ќе си го одговорам. Во превод ќе го поништите ливчето референдумско? Да, протестно гласање или протест вотинг. Во превод тоа ливче ќе биде неважечко. Сега како дојдов до овој мој став? Прво, нормално, како човек кој што долго време бил во политиката, на многу сериозни и одговорни позиции, и кој ни со овие 11 на 12 години се стекнал со големо искуство во политиката, ги видов сите можни опции и ги разгледав. Првата опција е опцијата да се гласа за. Јас и на дебатата кажав, како ВМРО-вец и како конзервативец, срцето не ми давам да заокружам за и да гласам за. Зошто? Сакам и тоа да го објаснам, затоа што немав можност на таа кратка расправа таму да го објаснам мој став. Вие рековте имате рационален став, меѓутоа емотивниот надвладел. Ќе дојдем и до тоа. Јас сум против овој договор, односно не можам да заокружам за, затоа што сметам дека договорот не е добар. Сметам дека договорот е лош. А тоа го сметам од повеќе причини, ќе кажам неколку. Прво, многу ми пречи и ме боли и прави едно многу горко чувство кај мене фактот што ќе мораме и по дома да се викаме со друго име. Значи да го смениме името за дома, да ни се наметне како дома ќе се викаме. И тоа навистина ме боли. И не можам да го прифатам. Друго ќе беше да имавме ситуација во која што ќе се менува името за надворешна употреба. Например, бивша Југословенска република Македонија се замени со Република Северна Македонија. Тоа што имавме комплетно различна ситуација. Но во една ваква ситуација во која што треба дома да се викаме поинаку од она што сме научени и што сакаме, за мене е во најмала рака неприфатливо. Тоа е една од клучните причини зашто сум против договорот. Има и други причини, например, ми пречи и тоа што во договорот има делови кои што се занимаваат со историја. Мислам дека историјата е работа за историчарите, а политиката е работа за политичарите. Ако политичарите почнат да зборат за историја, тогаш тоа ќе биде некомпетентна дебата и ќе настанат многу грешки и проблеми и во тој момент, но и во иднина, кои што може да бидат пречка понатаму и за државата, но и да ствараат непријатности и нелагодности во целиот овој процес. Ете, наведов два суштински проблеми, веројатно има и други, но некој ќе рече, не знам, ќе одбере едни или други, јас се потрудив да ги одберам оние или да ги потенцирам оние за кои што најмногу ми пречат. Од овие причини, јас кажав и ќе повторам, како конзервативец не можам да се согласам да заокружам за. Меѓутоа референдумското прашање е така поставено да го содржи и делот за кој се однесува на НАТО и Европска унија. Така доаѓам за втората анализа, а тоа е дали можам да гласам против. Кога ќе го погледнете прашањето,
ќе видите дека гласањето против практично би значило дека јас сум против членство на Македонија во ЕУ и НАТО. Исто така, исто тоа не можам да се согласам. Зошто? Затоа што целиот мој политички ангажман се базира на стратегиската определба на партијата на која што сум член и на која што сум горта, тоа е ВМРО-ДПМНЕ, за членство на Македонија во ЕУ и НАТО. И од моја страна би било напуштање на основната идеологија, заради која јас сум припадник на таа партија, која што е една од првите партии која што се залага за полноправно членство на Република Македонија во ЕУ и НАТО. Гласањето против би било против стратегиските цели на мојата партија и на мене лично како човек. И од тој аспект го исклучив и гласањето против. Следна опција е бојкотот. Тоа и сакам да ве прашам. Велите, го продолжувате ставот и она за што се залагаше ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ е за ЕУ и НАТО. Во своите пак програми за сите избори го поставува прашањето за учество, односно прашањето за покренување на граѓански референдум. Иако велите дека е продолжение на ставот на ВМРО-ДПМНЕ, се разликува овој ваш став во кој што деситно велите ќе излезам на референдумот, а ќе гласам, односно со неважичко ливче, затоа што партиските тела, извршниот комитет и централниот донесоа одлука дека она што го кажа и Мицковски потоа, секој да постапи по сопствено убедување. Точно, и јас постапувам и тоа е различно. По моје убедување, ќе дојдеме потоа и до тој сегмент. Што некој го препиша многу блиско до бојкот. Има многу логично објаснување и за тоа. Сега доаѓаме до третото прашање, тоа е бојкот, и тоа сакам да образложам зошто јас сум против бојкот. И зошто одлучив да излезам на референдумот и да гласам така како што објаснив на почетокот. Против бојкот сум од повеќе причини. Првата причина е тоа што политичкиот простор за бојкот беше претходно веќе заземен од страна на политички структури кои што се или маргинални, или имаат различни стратешки определби со ВМРО-ДПМНЕ. Тоа се структури кои што во стратешките определби ги немаат членството на Македонија во ЕУ и НАТО, туку имаат некои други определби. Некои имаат определби за сојуз или подобра соработка со Русија, некои имаат не во НАТО ни под уставното име како Република Македонија, така да тој простор е веќе заземен. И јас сметав дека ВМРО како уставотворна и државотворна партија не може да си дозволи и не смее да си дозволи да биде водена од структури кои што се во однос на ВМРО политички маргинални или неспоредливо помали, туку ВМРО-ДПМНЕ треба да биде таа партија која што ќе води. Кога ВМРО-ДПМНЕ веќе не излезе со бојкот како солуција пред неколку месеци и не го завзема прва тој простор, па другите потоа да се приклучат кон нејзе, туку ВМРО-ДПМНЕ би требало да се приклучи на веќе формирана здружение на повеќе организации и политички партии така натаму кои што го промовираат бојкотот како солуција на референдумот. Сметав дека ВМРО-ДПМНЕ не може да припаѓа во тоа друштво. Тука има и уште еден сегмент, а тоа е претседателот на партијата, господинот Мицковски, во едно интервју кажа дека тие кои што се за бојкот се едно гласно малцинство. Потоа мислам дека се додаде во интервјуто дека е тоа контаминирано со лажица. Лажица со фекали, да, која е ставена во еден чист простор. Така. Сега, ако е така, тогаш ВМРО-ДПМНЕ уште повеќе не смее да си дозволи да биде гласно малцинство. ВМРО-ДПМНЕ мора да биде гласно мнозинство, затоа што тоа прилега на најголемата и уставотворна и државотворна партија во Македонија, која што е во овој период од 27 години, скоро 15 години, ја предводи владата на Република Македонија. И тоа е првиот аспект. Вториот аспект е она што вие го спомнавте. А тоа е, ќе ми најдете на мене, најмалце 10, можеби 20 изјави, што на телевизија, што по митинзи, кај што јас велам дека какво и да биде решението, тоа решение ќе мора да оди на референдум. Односно, граѓаните ќе мора да го имаат последниот збор. Би било тотално неконзистентно од мене, и како човек, и како политичар, да сега, кога имаме ситуација, да го кажеме својот став
на референдум, јас да бидам против референдум. Затоа што ако бев денеска против референдум, вие со право ќе ми извадевте 10 изјави, ќе ги пуштевте тука и јас ќе требаше да ги коментирам. Ако ја изгубиш конзистентноста, ја губиш и како политичар, и како човек, тоа значи губење и на интегритетот. Тоа е втората многу сериозна причина зашто јас сметав дека ВМРО не треба да се приклучи кон Меѓутоа, Тодоров, вака како што вие објаснувате, да речеме, е некоја логична постапка и следствено однесување на ВМРО-ДПМН како партија која што велите имала и во програмата и сето тоа. Од друга страна, ВМРО-ДПМН се покажа како многу нерешителна или лидерството на ВМРО-ДПМН со месеци и ги држеше сите во исчекување за тоа каква одлука ќе донесат органите како ќе настапи партијата на референдумот. Дури се случуваше да дојде и Меркел, а се уште не се знаеше официјалниот став на ВМРО-ДПМН. Се изгуби многу време во таа неодлучност. И само ќе потсетам на претходните ставови на лидерот. Првиот став беше речиси идентичен со вашиот, дека треба да се излезе на референдум и дека тој ќе гласа против. Да, но да е тој тука, сигурен сум дека ќе ви одговори. Јас така би одговорил на негово место. Јас излегов тогаш и кажав дека ќе гласам против, но тогаш не го знаев референдумското прашање. Затоа што референдумското прашање, ако е дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање договорот за Грција, ако вие гласате против, практично вие искачате дека сте против ЕУ и НАТО. И не можем Јас го почитувам тоа што ВМРО-ДПМН не може да биде против ЕУ и НАТО, затоа што тоа е стратешка определба на партијата и не може ни господинот Мицковски, ни било кој од ВМРО да излезе и да каже јас ќе гласам против затоа што не знам, не се согласувам со договорот. Меѓутоа, она што е различно, повторно ќе кажам, ВМРО-ДПМН, колку што се сеќавам во историјата своја од 94-та пак како новинар известувам за она што се случувало во партијата и во органите, не била волку неодлучна како сега за едно битно прашање. Што се параметрите за изјавите? Прво, да се почувствува пулсот на народот, кажа лидерот. Се уште не знаеме какво ќе биде неговото расположение и дали воопшто ќе излезе на 30 на гласање, да помине роденденот на 29-ти. Дојче Веле имаш одличен наслов, вика сите за референдумот, Мицковски за роденденот. Потоа имаме став во кој што вели дека ќе почитува постапка на секој различно како ќе се однесува, не повикувајќи да се гласа во ниеден случај. А од друга страна се види дека и на состанокот на извршниот имаше и различни мислења од неговите. И ние минатата недела го слушнавме и ставот на потпредседателот Јанчев, кој е многу сличен на вашиот. Факт е дека ВМРО-ДПМН изгуби многу време, па некој друг го запоседна просторот. Второ, гледавме пред да почне емисијата реклами за кампањата, што ја спроведува владата. Нема ниту една на ВМРО-ДПМН, затоа што решија да немат кампања за едно вакво прашање. Од тука, еве ако е да речеме на една страна оправдување референдумското прашање, што е дефинирано така како што е дефинирано, можеше ли пак и неучеството на ВМРО во тоа прашање? Еве сте биле толку години во политиката и во извршната власт. Зошто вие не понудивте подобар договор и подобро референдумско прашање, а имавте долги години тоа да го направите? Да, имале таква можност и СДСМ пред нас и пред тоа ВМРО кога било предводено на вашите 10 години владење. Лјупчо Георгиевски и така натаму. На некој начин го оправдувате сега однесувањето. Станува збор за еден тежок процес. Овие 27 години сите влади, сите премиери преговарале и се обидувале да најдат решение. Ова решение е многу тешко. Мене ми е јасно дека и од секогаш ми било јасно дека ако има договор, тој договор на еден или друг начин ќе биде повеќе во корист на Грција отколку во корист на Македонија. Имајќи ги предвид разликите во силите и фактот што тие веќе седат таму каде што ние сакаме да одиме. Сега ќе се вратам на почеток. Фактот што и по дома ние треба да се прекрстиме, условно кажано, сериозно ја зголемува оваа дискрепанца во корист на овој договор. Имаше ли ВМРО-ДПМН услови да понуди подобар договор или немаше никаква шанса веќе да нуди нешто затоа што по 2009 и по Букуреш и веќе не се преговараше? Не знам. Затоа можеби поточно би можеле да ви кажат оние кои што подлабоко беа вклучени во преговарачкиот процес и со нив веројатно поточно и попрецизно би можеле да разговарате на оваа тема. Но јас повторно ќе ви кажам, ова е тешко прашање.
сите влади пробувале да најдат решение, сега имаме некој решение кое што по мене не е добро. Дали можеме да имаме подобро? Јас би рекол многу тешко. Во иднина не би можеле да имаме подобар договор, во минатото можеби сме можеле да имаме подобар договор, но во иднина не можеме. Зошто? Затоа што условно кажано никој нема да се откаже од позициите кои што ги стекнал во преговорите. Ниту Македонија ќе се откаже од, не знам, македонски јазик и македонско државјанство, ниту па Грција ќе се откаже од позицијата ерга омнес. Така да во еден нов процес ние би имале многу тешка работа да дојдеме до подобро решение, односно многу веројатно и дека ќе дојдеме до полошо решение заради резистентност, поголемата резистентност на Грција од било каков притисок. Така да тој притисок веројатно би бил повеќе на Македонија и ова решение би било повеќе на штета на државата. Но дозволете ми да се вратам на објаснувањата за бојкотот. Јас кажав две причини крупни. Зошто не треба да се бојкотира? Имам и трета причина, која што спомене е исклучително значајна и крупна, а тоа е дека доколку ВМРО бојкотира, сериозно ќе го загуби коалицијскиот потенцијал. И тоа на подолг рок. Зошто го говорам ова? Албанските партии во Македонија бојкотот на ВМРО-ДПМН ќе го сватат како анти-НАТО, анти-ЕУ политика или позиција на партијата, или може некој да отиде до таму да каже ова е проруска позиција, односно проруска политичка партија. Тоа ќе стаи ВМРО-ДПМН во многу тешка позиција. Дури и да добие на следните избори, ВМРО-ДПМН нема да може да најде партнер помеѓу албанските партии и повторно, како што тоа ни се случи на последните парламентарни избори кога ние победивме, да не успееме да формираме влада затоа што не можеме да најдеме партнер. Добро, факт е дека имавте кампања која не одеше кон тоа да најдете партнер. Океј, може и така да кажете, но еве, дај да ги научиме лекциите. Ако било тогаш така, не сме тоа да се повтори на ВМРО и во иднина. Зашто? Затоа што не е поентата ВМРО да добива избори и да останува во опозиција. Поентата е ВМРО да добие избори и да формира влада. Зашто? Затоа што има подобра програма, подобри идеи, подобра визија, подобро да развива Република Македонија од тоа што го имаме денеска. И тоа е целта на секој оној кој што е посветен на партијата, кој што си ја сака партијата и кој што си ја сака држава. Мислите ли дека членството или оние кои што се со назнаката бојкотирам од ВМРО-ДПМН, ова ќе го разберат? Јас се надевам дека ќе го разберат. Видете, јас ова не го правам од никакви побуди, кои што се поврзани со било каква корист за мене или било што да добијам. Јас ова го правам затоа што верувам во тоа. Никој жив не може ме натера да кажам нешто во што не верувам. Се плашам дека партијата може да отиде во грешен правец, од кој што потоа многу тешко ќе излезе. Јас ова се одлучив да го кажам кога видов кој е ставот на партијата. Ако партијата излезеше со цврст став за бојкот, ја немаше да излезам ова да го кажам. Ако излезеше партијата со цврст став за повторно немаше да излезам. Дури и против немаше да излезам. Многу веројатно и ова мое протестно гласање кое што јас ќе го направам да го кажеше, немаше да излезам затоа што си бев повлечен и сум посветен на адвокатурата и семејството и многу не сакам да се мешам во политика. Но кога видов дека партијата дава можност секој да се изјасни и да каже и да гласа онака како што срцето му налага. Не вила да гласа, да се произнесе, да постапите. Добро, да се произнесе. Тоа е разликата. Точно. И го сваќам тоа, затоа што го каже да гласа го исклучува бојкотот. А поентата на партијата е дека сите оние кои што се во противници на договорот се во групата на оние кои што се во рамки на решението. Например, тие што се против, тие што се за бојкот и тие што сметаат како мене дека протесно треба да гласат. Еден тивок бојкот на неможност да се оствари цензусот, затоа што ако ВМРО-ДПМН излезеше со став за протестно гласање, поништување на ливче, за против или за став во кој ќе кажеше, како што некои од подпредседатели велат, да излезе и секој по сопствено убедување пак да гласа за или против, и тоа е демократски, тогаш сосема поинакви ќе беа работите. Тогаш веќе ќе беше партија која што е уставотворна, државотворна можеби, и која ќе учествуваше во процесот. Оваа ситуација на риба и на девојка покажува дека ВМРО-ДПМН не сака до крај да учествува во процесот на референдумот. И уште нешто. Ако сте толку сигурни дека
Мицковски и раководството дало можност за демократско произнесување, зошто тогаш на вашиот Facebook профил повеќе од 400 коментари се со директни напади на вас затоа што вие кажавте став дека ќе излезете и ќе гласате, дури велите ќе поништите, значи не велите ни за, меѓутоа такви се Facebook коментарите каде што дури има закани по вашиот живот само затоа што сте кажале, се не сакам сите да ги покажувам, меѓутоа навистина има многу страшни коментари каде што само вие рековте дека ќе излезете на референдум. Сите тие бараат бојкот од вас. Најлесно е денеска да си радикал. Еве да бојкотираме. И што ќе постигне ВМРО? Ќе го изгуби коалицијскиот потенцијал? Ќе го изгуби интегритетот затоа што дава клучно ветување кое што не го исполнила. Пазите, ветувањето дека ќе излеземе на референдум не е ветување типот ќе го направиме тој и тој пат, па ако не успееме ќе се извиниме. Ова е сериозно политичко ветување од кое што ако се избегаш или се оттргнеш, тоа значи сериозно го менуваш курсот на политиката. И второ, и трето, последно, како што претходно објаснив, ќе влеземе во група на политички партии кои што имаат спротивставени стратешки цели и интереси со нашите. И тоа значи дека ВМРО-ДПМН ќе однесе во комплетно грешен правец. Ја имам обврска како ВМРО-овски човек кој што си ја сака партијата, сум пораснал во таа партија. Ја никогаш не би тргнал против партијата. Како што ви кажав, ако ВМРО-ДПМН имаше една одлука со која што ја не се согласувам, јас немаше јавно да излезам. Јас ставот ќе го доставев до партијата. Ќе кажав, мојот став е против овој став или за овој став, но никогаш јавно немаше да излезам. Ставот на партијата во кој што се вели дека секој може да излезе и да одлучи согласно своето убедување, го сваќам како можност на една јавна внатрепартиска дебата. Да си го кажам јас мојот став и со тоа да се обидам да влијаам поголемиот број на членови и симпатизери на ВМРО наместо во бојкот да одат кон ова што јас го предлагам. Ако тоа го прифатат и ако ги прифатат, ако прифатат аргументите со кои што јас излегов. Јас сметам дека аргументите се логични и сметам дека овие аргументи побрзо ќе ја донесат на ВМРО во позиција повторно да формира владата и да се прекинат овие лоши политики на актуелната влада. Не можам во моментов да видам какви се коментарите на ова ваше интервју, меѓутоа подоцна ќе ги проверам. Дали мислите дека тие напади се организирани? Препознавате ли некои од луѓето што коментираат во таа насока дека сте имале некаков договор со СЈО, па затоа сте со ваков став, до приватни закани и слично? Со никој немам договор. И со никој не би направил договор кој што е спротивен на интересите на мојата партија и спротивен на интересите на мојата држава. Ни сега, ни никогаш, ни за било што. Јас сум прошол многу во оваа политика. Сум прошол и добри работи и многу лоши работи. И не посакувам на никој во политикава да ги помине тие лоши работи што јас сум ги поминал. И не може ништо да ме уплаши. Најлошото сум го прошол. И сега некој ќе каже, јас сум се договорил за нешто или да се испазарам или нешто да добијам. Ништо не ми треба и ништо не барам. Сакам единствено партијата да не отиде во грешен правец, односно ВМРО повторно да се врати во владата и да прекинат и да се овие лоши политики кои што ги води актуелната власт. Тоа е мојата идеја и тоа е мојата воделка и нема ништо друго. И сите тие кои што ме познаваат знаат дека јас влагам во битка од идеја. Ако верувам, влагам во битка. Така беше со професорите, се сеќавате, им отидов на штрајкот, разговарав со нив, престана штрајкот. Така беше и со докторите, ја немав никаков интерес да се расправам со докторите. Така, најубаво ќе беше јас да бидам најблизок со нив и така натаму ја верував во тоа што го правам затоа што сметав дека така ќе биде подобро за државата и за пациентите. Јас влагам во битка од идеал, од тоа што го мислам и од тоа што верувам. И нема никаква друга причина. Се плашите ли по вашиот живот? Не. Затоа што имавте веќе напад директен, каде што беше вашиот живот загрозен. Дел од коментарите одати во таа насока? Дали... Знам, ги видов. Коментарите ме погодуваат. Не можам да кажам дека не ме погодуваат. Посебно ме погодуваат тоа што дел од коментарите ги пишуваат луѓе што ги знам. И луѓе со кои што заедно сме се бореле против СДСМ и за ВМРО. И ме погодуваат затоа што ова не го правам
за да го предам ВМРО, никогаш не би го предал и под било какви околности. Ова го правам затоа што верувам дека така ќе биде подобро за ВМРО ДПМН. И го правам само затоа што партијата ми го овозможи тоа. Ако партијата не даеше ваква широка демократска можност да се изјаснуваме кој како сака и да одлучи кој како срцето му кажува, јас ова немаше да го кажам. Да повторам. Ако партијата имаше став бойкот, ја ќе си кјутев. Дали ќе го кажав мојот став, јавно сигурно не, ама во партијата неверојатно да. Сите работи околу ВМРО ДПМН се вртат околу тоа дали се работи за тивок бојкот или не. Кога го прашувате директно Мицковски дали е тивок бојкот, тој негира дека е тивок бојкот. Од друга страна на терен, уште пред изјаснувањето на ВМРО ДПМН, анкетите покажуваат дека од оние што нема да излезат на гласање, како главна причина на 28% е дека тоа е бојкотот. ВМРО ДПМН нема кампања, официјално вели не работи на терен за бојкот, а сепак голем дел од коментарите на незините членови, а на ова ќе додадам и на пратениците што вчера се изјаснија во однос на бојкотот, одат во таа насока. И тука е неможно да ме убедите дека демократското право на изјаснување што го дала партијата со двете тела оди во насока на тоа да демократски така се изјаснат тие заради личните чувства. Многу им е тешко на ВМРО. Кога не работеле воопшто на таква кампања, од друга страна, официјално. Многу им е тешко на ВМРО и на Христијан Мицковски. Да не си им во кожа. Гледајте, мене што ми се случи и какви напади имам за овој јавно искажан став. Замислете ВМРО да излезеше со таков став. Ки имаше голем проблем. И затоа овој став на ВМРО, кој што дава ширина, дава можност некој да гласа за, некој да гласа против, некој да, се извинам, за не, некој да гласа против, некој да биде за бојкот, а некој да има протестно гласање, како јас што мислам, дава можност да излезат луѓе и да се борат за ова. Јас жалам што нема и други, но потребна е храброст. Потребно е луѓето да си го кажат својот став. Денеска е најлесно да бидеш за бојкот. Јас ако кажав за бојкот сум имам 50.000 фанови, 45.000 фанови на Facebook, веројатно ќе доев до 60 или 70.000. Затоа што сите тие кои што условно кажано се по национално ориентирани, да не употребам некој збор да не бидам погрешно сватен, тие што се по национално ориентирани, тие сметаат дека преку бојкот ќе се спречи ова погубно решение. Не, тие сметаат излегувањето на референдум е предавство. Дури и самиот лидер кажа дека договорот е капитулански договор и затоа не води ни кампања. Ја би отишол уште еден чекор понатаму. Зашто? Сметате дека сме малцинство? Сметаме дека сме малцинство тие што сметаат дека договорот е лош? Не, има разлика помеѓу тоа да сметате дека договорот е лош па да го понишите ливчето и разлика помеѓу оние што сметаат дека е лош па не излегуваат на референдум. Зашто се плашиме? Ако не излеземе сите, ќе има определен број на луѓе кои што, мислам сите кои што се од ВМРО, ќе има определен број на луѓе од СДС, од други партии кои што ќе излезат. Зашто сметаме ние дека ВМРО е во малцинство овдека? Јас сметав поинаку. Ако ВМРО тргне јако со оваа кампања и сега, од денеска, јас сум убеден дека ВМРО ќе има над 500.000 вакви протестни гласања или гласања против. Убеден сум. И тоа знаете ли каков политички капитал за ВМРО ДПМН за следните избори? Дали нека повели од другата страна нека извади 600.000. Тогаш ВМРО треба да се стреми да извади 600.000 или 700.000. Ако другата страна извади 600 или 700.000 има повеќе од ВМРО, во таква ситуација имаме јасна состојба. Ќе се одмерија и силите на референдумот. Па не баш. ВМРО ќе покажеше колку е надмокна. Немаше да се одмерат силите. Знаете зашто? Затоа што условно кажам еве другата страна да има и 600.000 гласа. Ако ВМРО има 500.000. Не прашање колку се албански од тие. Точно. Тие 500.000 стојат позади идејата и политиката на ВМРО. И на следни избори, на кои што многу веројатно утре дента ќе повикаше ВМРО ќе го капитализира тој капитал што го стекнал на референдумот и ќе овозможи побрзо да се врати на власт. А ако не даваат предвремени избори брзо, во таква ситуација овие 500.000 само ќе растат. Нема да паѓаат, затоа што гледаме како функционира постојната власт и ова ќе беше најдобар политички капитал што ВМРО ДПМН го стекнал и тоа многу брзо после промена на власта. Да сублимираме, со излегувањето ќе се добиеше на некој начин ВМРО ќе се вратеше во живот, ќе видеше колку следбеници има.
за идејата, против и генерално што се за неф, и второ, ке можеше да направи во иднина и коалиција со албанска партија, затоа што ќе покажеше дека е партија која излегува на референдум и дека, иако е против договорот, сепак не е партија која на некој начин гоминира, да речеме, референдумот со немањето на цензус. Кој се не дојде во Македонија? Тоа ми е следното прашање. Ако кој се не дојде во Македонија, зошто ВМРО ДПМН се уште остана на истата позиција? Дури една Меркел се виде со Мицковски и со него разговараше и мисля, и тука беше преломницата. Дали тој ќе го смени ставот или не? Јас ја објаснив позицијата. До сега тоа го објаснував и колку е тешко да се заземе некој став. Кој се не дојде во Македонија за да го поддржи ова решение? Изгледа како да светот одлучил. Така изгледа. Да ни помогне. Ние сметаме дека тоа не е помош затоа што сме навредени од помислата дека треба да си го сменим името по дома. И тоа е така, тоа е горко чувство што секој го има, дури и тие од СДС да ги прашате. И луѓето тука што се во телевизија да ги прашате, никој не е среќен со тоа. Тоа е нешто што секој го боли, секој македонец посебно. Но тоа па покажува една друга ситуација, а тоа е дали можеби ова е некоја последна или една од последните шанси што може Македонија да ги добие. И тоа треба да го земеме предвид. Треба кога си политичар, треба да ги анализираш работите и да читаш некогаш и меѓу редови. Ако имаш ситуација во Косово, во која што се разговара за промена на територии, разграничување или размена на територии, како сака да дефинирате го. Па дури и да не се случи тоа, самиот факт што некој се дрзнал да и помислил да разговара за такви можности е веќе многу опасно. Затоа што било која промена на граници на Балкан носи кон катастрофа. А првата жртва тука ќе биде Македонија. Па после некои други држави не би сакал сега да навлагам у геополитика, но или регионална политика, но првата жртва тука би била Македонија. Тоа е еден сериозен аспект. Втора аспект е како албанците дома на тоа ќе реагираат. Кои ќе бидат нивните чекори во тој правец. Така да, кога си во политика, мораш сите аспекти да ги ставиш на маса и да донесеш одлука која што е најдобра на долг рок за интересите и на твојата партија и на државата. Меѓутоа, што нуди ваквата поставеност на ВМРО ДПМН и ова лидерство, кога нема став која е од една страна велите демократски е да рече дека секој ќе постапи по собствено. Од друга страна вашите анализи покажуваат дека немањето на цензус, негласањето на уставните измени, што тогаш ВМРО кај ја води Македонија? Кон што е решението? Има ли решение? По мене решението ова што го кажав. Меѓутоа во ваквата поставеност јас не гледам што се нуди. Нема ваквата поставеност, ова решение што го кажав е можно. Ама тоа е вашата идеја. Добро, јас се јавно искачам, ризикувам. Не мислите ли така дека сериозно? во моментот ВМРО ДПМН, вака како што одговара Мицковски на прашањата, има нешто што се вели проекција за што по референдумот? Видете, јас кажав уште на сам почеток. Ако не успее. Јас сум некако деасоциран од политиката. Не сум во ниту едно тело на партијата сега и ги немам сите информации за кои се плановите и што со ова очекуваат да добијат. Но од моите анализи, што јас можам да ги направам врз основа на моето искуство и врз основа на логиката за која што ја изнесов вечерва, сметам дека ова што јас го застапувам како став, кој што повторно ќе кажам сметам дека е во рамки на ставот на партијата, е она што на ВМРО ДПМН може на многу краток рок да му донесе многу силен бенефит. Сите се свесни дека ВМРО ДПМН не може да застане позади овој референдум, односно да го поддржи или да гласа за. Сите се свесни. И јас не верувам, ви кажав повторно, немам 100% точни информации, но јас не верувам дека било кој тоа би го побарал од ВМРО. Не верувам. И затоа во една таква констелација, кога го разбираат ВМРО, кога разбираат во каква ситуација е ставено ВМРО, реков дека е во тешка ситуација, ВМРО и председателот на партијата сега. Сметам дека ова решение, кое што јас го јавно го застапувам, е подобро од решението кое што се застапува за бојкот, кое што го застапува, например, Антонио Милошевски. Јас не сум против, Антонио ми е другар, близок
вака го сум соработувал со него и така натаму. Но сметам дека ова решение е подобро решение за партијата, ќе овозможи партијата да го капитализира брзо и во крајна ситуација е подобро за државата. Затоа што ако имаш слаба опозиција или послаба опозиција која подолго време ќе биде во партија која што подолго време ќе биде во опозиција, ти на еден начин и оставаш можност на власта на неограничени потези или не потези кои што нема да бидат евалуирани или критикувани на соодветен начин. Вие бевте долго во власта и опозицијата беше кревка, па сега може да се сменат тие улоги. Ама не, дали е добро тоа? Секогаш е подобро да има силна опозиција. И не бе, ќе кажам отворено, не беше добро тоа што ВМРО ДПМН имаше слаба опозиција. Ако имаше ВМРО ДПМН јака опозиција, ние можеби и сега ќе бевме на власт. Зашто? Затоа што опозицијата е еден многу сериозен и многу квалитетен коректив и не ти дозволува да направиш чекори, негативни чекори во низа или погрешни чекори во низа. Кои се вашите проценки во однос на референдумот? Не велам дека треба да сте аналитичар кој ги... Меѓутоа морам да кажам дека сте работеле, речи си, за сите последни избори на ВМРО ДПМН и вие сте го раководеле штабот. Многу добро знаете каква е состојбата на терен, одлично анализирате бројки и затоа мислам дека е легитимно ова прашање, дека предпоставувам дека можете да направите предвидување и анализа на она што може да се случи. Дали е воопшто возможен цензус? Од друга страна и самите луѓе кои ги прават анкетите велат дека е неможно во Македонија кога не се присутни сите гласачи кои што се запишани во избирачкиот список да се постигне и цензусот од 900.000 ако реално не постојат толку гласачи. Ја не согласувам. Ја мислам дека цензусот е возможен. Дали ќе се реализира сега, не сум сигурен, но е возможен. Можно е да биде блиско до цензусот, можно е да има и поголема разлика, но во секој случај не мислам дека тоа ќе биде сериозно мала бројка. Зашто? Видете, ако имаме ние 400-500 000 лица, граѓани кои што ќе излезат и ќе гласат на референдумот, каков и да е резултатот од тој референдум, тоа не може да го проведеш во парламент после. Тука ситуацијата е јасна. Ама ако имаш 700.000 кои што ќе излезат и ќе гласаат, тогаш имаш малце поинаква ситуација. Сега тука доаѓаме до еден покрупен проблем. Тогаш огромен ќе биде притисокот и на ВМРО, а особено на пратениците на ВМРО. Тогаш ќе биде да не си му кожа ни на ВМРО, ни на претседателот, ни на пратениците. И тогаш има две можни решенија. Или ВМРО ќе гласа за уставните измени, ќе ги подржи, или ќе има многу веројатно брзи предвремени парламентарни избори. Сега проблемот е што и едната и другата варијанта не се баш поволни за ВМРО. Посебно втората. Ако има брзи предвремени парламентарни избори, а имаме ние 600-700.000 луѓе кои што ја поддржиле оваа идеја, тогаш можно е да се направи една коалиција, условно кажано европска коалиција, од која што ќе биде изоставено ВМРО. И ВМРО ќе се најде на другата страна со Јанко Бачев и со уште Левица и уште неколку други помали партии. ВМРО да направи коалиција со Јанко Бачев не може, тоа би било самоубиство за ВМРО. Така да ВМРО ќе остане условно кажано на другава страна од ЕУ и НАТО. И тогаш имаме на многу долг рок сериозен проблем за ВМРО ДПМН, затоа што ќе гледаат сите партии ќе ја гледаат ВМРО ДПМН како една партија која што е изолирана. И тоа ВМРО не сме никако да го дозволи. Сега, во таква ситуација и внатре во тој кампус кај што ќе се најде ВМРО ќе има голем проблем. Зашто? Затоа што партијата на Јанко Бачев и другите партии ќе бидат многу поексплицитни, подиректни и повеќе го кажуваат тоа што некои по-десно ориентирани структури сакаат да го слушнат и од кој ќе земат повторно од ВМРО. И тука ВМРО ќе губи во рамки на незиниов ќе се радикализира, да кажеме. Или ВМРО ќе се радикализира, што не е добро затоа што ВМРО ДПМН е и мора да остане модерна европска центар-десна партија, а не екстремно десна партија. Кога сме кај предвидувањата, меѓутоа и потезите. Зачудува фактот што еден ден пред да се изјаснат 20-тината пратеници, Мицковски кажа дека доколку позитивно
биде одговорено на референдумското прашање, тогаш и ВМРО ДПМН и нормално ако се постигне цензусот, ќе се однесува во согласност со резултатите од референдумот, иако знаеме дека тој референдум и не е обврзнувачки, туку е консултативен. Утрото почнуваат да осомнуваат Facebook статуси, Twitter статуси и слично и се огласија 20 пратеници од ВМРО кои објавија на социјалните мрежи дека нема да гласаат за уставните измени. Што не кореспондира со ставот на Мицковски, затоа што веројатно кажувајќи го и тој став и се уште немајќи го конечниот став во однос на референдумот според мене, тие се изјаснија без да го сочекаат резултатот од референдумот. Како ова го коментирате? Јас го поддржувам и го поздравувам ставот на Мицковски. Во кој што тој вели дека доколку референдумот е успешен и го дефинира што значи тоа успешен референдум, со која што дефиниција јас се согласувам. Тоа е да излезат 50% плюс 1 и од 50% плюс 1 од тие што излегле да гласаат за. Во таква ситуација јасна е позицијата на ВМРО и тука нема што да се коментира. И тој став на претседателот на партијата е многу легитимен и, како што кажав, ја го поздравувам и го почитувам. Другиот дел на ставот на пратениците, јас не би сакал да го коментирам. Зашто? Затоа што прво не сум политички аналитичар и немам амбиција тоа да станам, а второ, тоа се луѓе со големо акумулирано политичко искуство. И би замолил, или веројатно и вие тоа би го направиле, да ги прашате нив за тоа зашто излегува со таков став и што мислат со тоа. Тие објаснуваат во ставот. Меѓутоа, дали некој ги пребројува веќе луѓето, пратениците од ВМРО ДПМН? Дали ова значи дека јавно треба секој пратеник да уште пред референдумот да го каже ставот, да се пребројат и да се знае утре задутре во наводници кој би бил предавникот. Со тоа бреме никој не би можел да го издржи товарот. Јас верувам дека многу тешко е за оние што нема да се изјаснат, затоа што постојано верувам дека ќе бидат притискани, а можеби и на нив ќе им се закануваат, зошто не се изјасниле вака како што останатите 20 се изјасниле. Да подсетам, мислам дека ВМРО ДПМН чисто без коалиционите партнери има 48 пратеници, мислам. И дека ако зборуваме математички, 5 до 6 мина од тие би требало да кажеме условно речено со коалиционите партнери. Да, 42. Да гласаат позитивно за уставните измени. Ви кажав. Комуницирајте ги пратениците, прашајте ги зашто каков е вашиот печаток, дали некој пребројува пратеници уште сега? Не ми личи мене тоа така, но ве потсетувам на анализата што претходно ја направив и што може да се случи со брзи и предвремени парламентарни избори. Треба ВМРО да е многу внимателно и тоа да го има во равенката пред да донесе било каква одлука, односно таа можност. Затоа што во една таква ситуација ВМРО ДПМН има две можности, или да партиципира и да има голем проблем на тие избори, или дури да бојкотира, што исто така е голем проблем. Да, ма сето тоа оди кон затоа треба многу внимателно ВМРО да се издигне. Треба многу внимателно да се анализираат сите потези и секој потек да биде однапред добро измерен и однапред да биде ефектот од тој потек измерен. Бидејќи цело време повторувате дека сте за ЕУ и НАТО, а од друга страна велите дека е легитимно пак ако не се постигне цензусот или пропадне на референдумот, пратениците да не гласат за уставните измени. Што ако Вашингтон и Брисел на 550 или 600.000 позитивни гласови од излезени 800, да кажеме условно, го поздрават референдумот и кажат дека е успешен и дека сега наред се уставните измени? Одговорив на тоа прашање. Едно е ако имате 400-500.000 и тогаш не може да го пројдете во парламент никако. И никој нема да го поздрави тоа или да каже дека е успешен референдумот. Но ако имате 700.000 или повеќе излезено, од нив најголемиот дел, ако се заимаме друга ситуација во која што условно кажано хипотетички ќе треба ВМРО да види како ќе се постави. Тоа е нова ситуација за која што ВМРО ДПМН ќе треба да заземе став и да донесе свој одлука. Меѓутоа ВМРО ќе рече законски не е постигнат цензусот, затоа што да, може и тоа да го каже. Не знам што ќе каже ВМРО. Ја не би сакал да коментирам став што се уште не е искажен од страна на ВМРО, како што кажав, јас не се одлучив и осудив да излезам во јавноста пред да го слушнам ставот на партијата. Не би одел никогаш контра партијата, да почекаме на таква ситуација, да го видиме ставот на партијата, па потоа. Што ако некои од пратениците вака размислуваат како вас и гласаат за уставни измени и покрај тоа што партијата одлучи математички или законски дека не е исполнет цензусот?
Може и Ако тоа да некој се од случи. пратениците гласаат за, во таква ситуација логичен е одговорот, уставните измени ќе поминат. Не, во ВМРО што ќе им се случи? Што мислите? Јас не би сакал да се цепка ВМРО. Тоа е најлошо. И моето излагање, ако било кој го свати во правец на правење на раскол или штета на партијата во тој сегмент, ја веднаш ќе се повлечам и ќе престанам да го промовирам овој став. Но јас цело време потенцирам. Не смеја да се делат пратениците. Тие се едно. Ама веќе почнаа да се делат пратениците, очигледно. Не се делат. Си кажале свој став. И јас сум кажал став, не се делам од ВМРО, не го напуштам ВМРО и никогаш нема да напуштам идејата на ВМРО. Јас сум кажал свој став сега, во моментот кога партијата дозволува да си го кажеш ставот. Партијата вика демократски, кажете го ставот, дури имаше некој од партијата што кажа и за дека ќе гласаат. Се сеќавате? Да. Мислам Владо Поповски беше тоа професорот, има и некои други, но луѓето си го кажуваат ставот. И дозволете дека е тоа едно високо демократско право на членовите на ВМРО-ДПМН и функционерите на ВМРО-ДПМН или поранешните функционери да го искажат својот став и да артикулираат својата политичка мисла. Како ја толкувате изјавата на Трчуловски во однос на камата и ножот? Оти може да се свати како закана? Па тоа е неговиот начин на изразување, он го кажал тоа што го чувствувал. Ова е, ја ви кажав и на дебатата, и вие го спомнавте сега тука. Ова прашање има два аспекти, рационален и емоционален. Емоционалниот аспект е многу силен на ова прашање. Многу силен, затоа што задира длабоко во чувствата на секој поединец. И кога емоцијата е предничи, тогаш имаш и емотивни одлуки или емотивни изрази на чувства, на ставови и така натаму. Тоа би го видел во тој правец. Пауза за реклами и продолжуваме со интервјуто со Никола Тодоров. Имаме едве 10 минути до крајот на ова интервју, па еве ќе одам со пократки прашања и одговори. Рековте не сакате раскол во ВМРО-ДПМН, не учествувавте во битката за лидер на оваа партија, иако беше очекувано од многу мина. Меѓутоа, за цело време, иако кажав на почетокот, излеговте од сенката, ама вашата сенка пак како да лепдеше над ВМРО-ДПМН и од тука шпекулациите дека поддржувате луѓе или структури кои што би можеле да му запретат на Мицковски во лидерската позиција. Од друга страна има шпекулации дека тој е само транзицијски лидер, дека ова ќе можно е да биде само за време на референдумот и слично, нагласувам, тоа се шпекулации внатрепартиски. Ќе се повикам на внатрепартиски извори, до тоа дека го поддржувате Митко Јанчев за иден лидер на оваа партија. Што од тоа е точно? Видите вака. Јас уште во текот на мисијата кажав дека никогаш не би бил предводник на било каков раскол во ВМРО. Ниту позади мене собирам групи, ниту планирам да собирам групи кои што ќе загрозат било чија позиција во ВМРО-ДПМН, а најмалку на позицијата на председателот на партијата. Тоа не е мој стил, ниту па планирам такво нешто да направам во иднина. Меѓутоа секој лидер треба да сноси одговорност доколку прави грешки. ВМРО-ДПМН е демократска партија. Во ВМРО-ДПМН има органи, еден од тие органи е Конгресот, односно највисокиот орган е Конгресот. И доколку се одлучи на било каква промена во ВМРО-ДПМН, тоа треба да биде во рамки на органите и телата на партијата, а не со расколи, со правење на групи, со сплеткарења, со интриги и така натаму. Тоа никогаш нема да го направам и никогаш не сум го правил. Така да, факт е дека постојат во моментов неколку струи во ВМРО-ДПМН. Не зборам референдумски определени, зборам луѓе кои има амбиции да бидат лидер, па не се лидер, луѓе што застанаа за Мицковски, луѓе што се уште велат зашто вие не прифативте да бидете лидер. Јас немав амбиции да бидам лидер и не се кандидирав. И тоа е јасна позиција која што сите ја видоа. Би се кандидирале повторно? Ако имав амбиции, ќе се кандидирав. Би се кандидирале некојаш? Сега не би се кандидирал. Во овој момент мислам дека тоа прашање е одговорено од мене, затоа што тоа можев да го направам пред колку? 7, 8, 9 месеци, нема ни година дена, не го направив. Решив да се посветам на адвокатурата и семејството, решив да си имам професија. Не сакам да бидам политичар по професија. Тоа не сакам да бидам.
И сега беше крајно време да се вратам на професијата. Сум почнал како приправник на истражен судија во Основен суд Скопје 1. Се развивав како правник, влегов во политика и ако останам во политика предолго, во тој случај мојата професија ќе беше политичар. Да. И затоа сакав да се вратам, да си ја развијам мојата професија, да се дефинирам во таа професија, а потоа што ќе биде? Кога последен пат сте биле во штабот на ВМРО ДПМНЕ? Многу одамна. Зошто не одите? Па ви кажав, решив повеќе да се посветам на адвокатурата и на семејството. Нема ниту една затоа што ако отидам таму, се враќам повторно во политиката. И тоа не само што така ќе биде сватено, него тоа ќе биде мојот чекор, затоа што на еден начин политиката е зависност. Какви се вашите ветера постојано нешто и нешто да правите, па не знам, јавни настапи, па гостување тука, гостување таму, соопштение, избори, посета на општински и местни комитети и постојано има некаква работа. И затоа решив малце да се смирам, условно кажано. Какви се вашите односи со Мицковски? Дали воопшто разговарате, зборам за политика, пиете кафе? Или воопшто не сте комуницирале од кога не сте отишле во ВМРО? Не, со Мицковски имав средба по неговиот избор за председател. Таа средба помина одлично. Јас бев многу задоволен од таа средба. Разменивме мислење, искуства, кажав се што ми лежеше на срце, ми тежеше и тоа што мислев дека може да помогне на партијата. Уште еднаш ќе повторам. Јас сум израснал во таа партија. Јас сакам таа партија. Никогаш не би тргнал против партијата. Тргањето против председателот, против подпредседателот, против, не знам, генерален секретар или било кој, тргање против партијата. Ако јас имам нешто против него, јас тоа јавно нема да го зборам. Јас идам и со него ќе разговарам. Јас со искажувањето на овој став, што денеска го бранам јавно, јас не идам против партијата. И не идам против председателот на партијата или раководството. Пробувам во рамки на опциите што се дадени да убедам повеќе луѓе дека оваа опција е вистинската опција. И добрата за ВМРО ДПМНЕ? И по мене добрата и за ВМРО ДПМНЕ и за државата. Имате ли комуникација со Груевски? Не. Зошто? Па не сум имал подобра комуникација со него. Дали тоа е причината зашто не одите во ВМРО или не? Не бил. Тоа е причината зашто не одам во ВМРО ДПМНЕ никогаш. Напротив. Еве да сублимираме. Дали сметате дека ова што вечерва го кажавте ќе биде разбрано од ВМРО ДПМНЕ и од раководството и од членовите? И дали сметате дека вашиот ваков став ќе поттикне можеби и други луѓе од ВМРО ДПМНЕ јавно да излезат со ваков став? Оти досега само вие и Митко Јанчев и можам да кажем дека Богданов или некои што се од реформистите искажале слични ставови. И Владо Поповски го споменавте со за. Јас се надам дека нема погрешно да бидам сватен. И тоа е она од што најмногу се плашам. Да не бидам погрешно интерпретиран или уште полошо, намерно погрешно интерпретиран. Како што тоа беше ситуацијата на денот на дебатата. Јас многу јасно кажав тогаш дека сум за ЕУ и НАТО против договорот, а многу медиуми пренесоа дека сум јас за. И тоа знаете како е во пиарот, кога ќе фрлите една перница, пердувите ќе се разлетаат и после да се обидете да ги собирате сите пердуви е невозможно. И тоа е тоа што некој намерно или ненамерно го направи. Јас се сомневам повеќе дека е намерно. Да се направи штета на мојот углед, мојата чест и пред се мојот интегритет како ВМРО-овец и како член на таа партија кој што коските ги оставил за таа партија и кој што секогаш сакам мојата лична сатисфакција сега, имајќи преди дека сум решил да се тргнем од политика, е да гледам ВМРО да иде нагоре. Тоа е мојата лична сатисфакција, тоа ќе се радувам. Не барам ништо. Не, јас сум решил да бидам адвокат сега, но ако ВМРО иде нагоре, ако ВМРО дојде во опозиција повторно формира влада, тоа е мојата лична сатисфакција. И затоа бев прилично нервозен и реагирав уште на самата дебата дека е тоа лажна вест и дека е тоа нешто што не сум го кажал. Се надевам и денеска, вечерва, дека се ова што го кажав нема да биде погрешно сватено, напротив, ќе биде сватено како еден рационален став на човек што сака да помогне. Ви благодарам многу за интервјуто. Благодарам на поканата. Ви благодарам што бевте со нас во топ тема на ваша страна. Останете со програмите на Телма.